Не знам како да спомнам за минатото, ама сега сум понапред. Амир потикнува од дисфункционално, нехармонично семејство во семејна средина каде што често има проблеми, расправи, насилство, а емоционалните потреби се игнорираат. Во 2013 година семејството, мајката заедно со трите дечиња, ја напушта вонбрачната заедница од Велес и заминува за Скопје кај нејзиниот брат, кој што и во тој период исто така беа во многу лоша состојба, во импровизиран дом, со многу дечиња, за се со цел нели да биде заштитен. Како што дојдов од Велес, дојдов тука кај тетка ми и кај вујко ми, оттаму ме запиша тука од дневниот центар за да учам нешто. И оттаму ме запиша во училиште. Што отидев тука од дневниот центар, имав решавано со повеќе броеви, со повеќе задачи и почнав тек на време да научам со множење, со делење. И затоа сакам и лесно ми е. Беше пресреќен што го освои местото и некако како со самото отварање нели на освоеното место му се отворија некако многу врати. Тука веќе стекна уште повеќе пријатели, подржувачи и охрабрувачи кои што едноставно го мотивираа да продолжи понатаму. Тука е и Горан, кој што несебично и тој се заложи прв пат да почувствува, доди на пливање на базен, доди да посетува курс по англиски јазик, еве сега веќе и во наставни активности, тренирање на бокс и така натаму. Амир е вклучен во продажбата на личниот магазин Лице в лице и со заработените средства помош и поддршка дава на своето семејство, воедно и за неговите лични потреби. Да израсне во независна личност со целосна самодоверба, која се вреднува и цени, одговорен и со морални вредности, кој добро го поднесува притисокот пак од надворешната средина, тоест од околината, но и да им помага на послабите, а од друг аспект е неговата борбеност да заврши образование, да може да се вработи и со тоа да го прекине оној циклус на сиромаштво. Имав комуникација со Горан и со него се заминав на спортна активност, на компјутери, имав посетено курс, фудбал, пливање, имав бокс, повеќе спортни активности. Другари сме, да? Исто со него учиме понекогаш борба повеќето со мене англиски за да повторувам нешто. А он е ипак многу послушен и си брка работата. Значи иде, продава списание кога има секој слободно време, не си ден губи, она не си го губи времето по шетања, по кафичи и така натаму. Тоа мене ме радува, гледам дека навистина си иде напред во животот.